Почитувани приятели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на радио Глас на надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо во студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на радио Глас на надежта. Се гледаме. Почитувани гледачи, добро утро. Сречен поздрав од студиото на радио Глас на надежта. Денеска сме 14. ноември, понеделник 2022 година. Ја започнуваме ова работна седмица и ова наша утринска програма Добро утро. Емисија која се емитува или програма која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Еве, денеска во Кавадарци 8 релативно свежо. Беше утрово плюс 4 степени, сега моментално е плюс 6, но температурата во Кавадарци денеска ќе се искачи до плюс 17 степени, што се однесува до воздухот. Во Тиквишијата утрово мерната станица ни покажува дека е чист, така да може слободно да дишеме. Да ја проследиме временската прогноза на самиот почеток, почитувани пријатели. Еве, според извештај што го добиваме од метеоролошката станица, температурата во Македонија ќе се движи од плюс 3 до плюс 19 степени. Иако утрово беше минус 4 во Беровскиот регион, но во останатите делови на Македонија имавме позитивни температури. Сончево со мала до умерена облачност, претпладне со појава на магла по котлините. Во Скопје претпладне во делови од котлините со појава на магла, а во текот на денот сончево со умерена облачност. Да ги проследиме сега температурите по областите во Македонија. Во Скопскиот регион ќе имаме температура од плюс 2 до 15 степени, променливо облачно. Во Кумановскиот регион слична температура, малци потопло, од плюс 2 до плюс 17. Рековме во Беровскиот регион утрово е најсвежо, минус 4 до плюс 16. Во Гевгелискиот регион ќе биде вообичајно најтопло, плюс 4 до плюс 19 степени, променливо облачно. Во Пелагонискиот регион од плюс 4 до 14, во Охридскиот од плюс 6 до 15 и во крајно западните делови на нашата земја плюс 3 до плюс 11 степени. Значи секаде ќе имаме и облаци, утрово во некои делови, во некои котлини има магла, но во текот на денот таа магла ќе исчезне и ќе имаме релативно пријатно време. Такво време ќе имаме и утре, според прогнозата на метеоролозите, сончево со мала до умерена облачност, претпладне со појава на магла или ниска облачност по котлините. За некој степен ќе биде потопло утре, така да еве веќе го трошиме скоро половина од овој месец ноември. Времето е релативно топло, значи имаме се уште сонце и позитивни температури, барем во текот на денот. Иако сезоната на ложење започна, посебно во вечерните часови или рано наутро, но во текот на денот се уште имаме топло сонце. Така ќе биде и во наредните 3 дена. Ќе има и локални дождови, локален дожд, меѓутоа температурата ќе биде позитивна и утринските и дневните ќе се движат од плюс 12 до плюс 18 степени. Станува збор за дневните температури во текот на наредните 3 дена. Ќе има и локални дождови, дождовите се потребни, зашто сега е време на сеидба. Секако житото веќе е и посејано, но има и други култури земјоделски кои треба да се извадат или да се посеат, така да ќе имаме релативно убави денови кои се пред нас. Што се однесува до информациите, дневните информации од Автомотосојузот на Македонија јавуваат дека сообраќајот на државните патишта се одвива непречено
po pretežno suvi kolovozi. Intenzitetот на сообраќај на патните правци надвор градските средини е умерен. На граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања. Сега ќе отидеме до граничните премини на нашата земја. Еве ќе се спуштиме до граничниот премин Богородица. Дали има гужва да провериме и овде камерите кои се поставени и од македонска страна и за излез од македонска страна и за влез нема никакви автомобили, значи нема никакви задржувања. Гледам овде и сонце, значи во Гевгелија сонцето веќе излезе, маглата е веќе крената, така да има релативно во Гевгелија убаво време. Што се однесува до граничниот премин Деве Бајер, исто е сончево и нема никакви автомобили за влез и за излез од нашата земја. Одиме до Табановце и таму е сончево, има неколку автомобили за излез, но за влез скоро и да нема. Така да ако планирате да ја напушите нашата земја, деловно или можеби приватно патувате, слободно може да се упатите кон вашата дестинација. Слично е и на граничниот премин Блаце, нешто има за влез, но за излез нема никакви пречки. Граничниот премин Миџитлија, исто сончево, камерите покажуваат дека нема никакви автомобили. Одиме и на граничниот премин Ќафасан, овде имаме неколку камиони кои ја напушат нашата земја, но за влез нема скоро никакви гушви. Еве, почитувани пријатели, драги гледачи, тоа беа почетните сервисни информации. Денеска е 318-тиот ден во оваа календарска година, имаме уште 47 дена до крајот на оваа година. Уште не сакам да го спомнам, телефонот 112, важен број да си го запишете, зашто тој број ги обединува сите останати бројви за итни потреби, како што е полиција, противпожарна екипа, брза помош и некои други услуги кои може да ги добиеме од државата, но овој број ги обединува сите, значи овие бројеви, запишете го, залепете го некаде на фрижидерот да го имате секогаш при рака, кога, за не дај Боже, да ви потреба нешто, полиција или брза помош или нешто слично, свртете на тој број и ќе добиете бараната помош. Поздрав уште еднаш до сите вас кои во меѓувреме се вклучивте и ја следите ова наша емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ја гледат гледачи од Македонија, секако од Србија, Босна и Херцеговина, Словенија, Хрватска, на запад, значи и во Германија, Холандија, а секако и во Америка и Австралија. Сите сте добре дојдени во нашата емисија и бидете со нас до крајот на ова наша денешна утринска програма. Сега ќе ве поздравиме со една убава христијанска песна. Znam za jedno pravo mesto gde srećni bit će svi, koračat ćemo zlatnim putem puni ljubavi. Nebo će biti za nas večni dom, a ruke ćemo pružit večnom spasu svom. Ja čekam divan dan, što najlepši je to san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje zle, i bit ćemo zajedno ti i ja. Moje srce kuca tiho i čeka na tebe, tvoje reči tako su blage, zagrli me. Nema više vremena
povedi me ti u kraljevstvo tvoje, gde smo večno slobodni. Ja čekam divan dan, što najlepši je do san, i gledam u zvezde što svetle nam. Neće biti boli te, nestaće sve patnje zle, i bit ćemo zajedno, i bit ćemo zajedno, o ti i ja, i bit ćemo zajedno, o ti i ja. Evo nepovtorno u studiju, počtovni gledači, vi sledite utrinskата programa na radio Glasna Nadešta. Programa koji se mitova svaki ponedeljnik i petok su početok vo 9 časov. I ova emisija i ovo jutro, kjego započneme so čitanje od Biblijata. Kjego pročitame 20. od psalam od carot David. Molitva za pobedonesen život. Da te posluša Gospod vo den na nevolja, da te zaštiti imeto na Bogot na Jakova, da te isprati pomoć od svitilišteto i da te potkrepi od Sion, da si spomne za site tvoji prinosi i da gi prifati site tvoji žrtvi, da ti gi ispolni želbite na srceto i site planovi da ti gi ostvari. Ke se raduvame na tvojite pobedi i ke gi podigneme našite barjaci v imeto na naši od Bog, Gospod da ti gi ispolni site molitvi. Сега знам, својот помазаник Господ го избавува, од своето свето небо му се одзвива, со спасоносната сила на својата десница. Едни се повикуваат на коли, други на коњи, а ние на името на нашиот Господ Бог. Тие се супнуваат и паѓаат, а ние стануваме цврсто и стоиме. Спаси не, Господе, одзвони се, царе, кога те повикуваме. Наистина, ова е прекрасна молитва, прекрасни желби што Давид ги имал, но тој своите желби, односно потреби ги насочувал кон Господа. И ова е навистина прекрасна молитва за еден победеносен живот. Ова е всушност благослов, почитувани пријатели. Ова Мојсија го читал, односно има еден сличен таков благослов и во книгите на Мојсија, кога е станал збор за благословите. Но Давид овде, навистина, тој во ова своја молитва го излива своето срце пред Бога и ги кажува своите потреби и вели овде на крајот да ги исполни сите твои желби на срцето и сите планови да ти ги оствари. Може би денеска и ние имаме своји планови, своји желби, своји потреби. Зошто не ги кажеме на Господа? Господ има решение и тој ќе одговори на нашите молитви тогаш кога тој ќе процени дека е најдобро. Ние треба да бараме. Библијата вели, во Новиот Завет пишува: барајте ќе добиете, тропнете ќе ви се отвори. Наше е да бараме, а крајниот резултат да го препуштаме на Бога. Да не се лутиме ако Бог веднаш не одговори на нашите молитви, затоа што Бог знае многу подобро што е за нас. Така како едно мало детенце кога го носиме во продавница, во самопослуга, тоа се би сакало, цела самопослуга да ја земе. Но родителите знаат што е најдобро во тоа време кога детето ќе свати, ќе разбере дека тоа му е потребно. Така да нека, еве и овој псалам не прати денеска, во овој понеделнички ден, да Господ ги исполни нашите потреби, да се радуваме, вели Давид, на нашите победи. Некои се фалат со коњи, со коли, некои се фалат со ова или со она, но ние да се фалиме, да се гордеме како што вели Давид, со името на нашиот Бог. Тие се супнуваат и паѓат, а ние стануваме и цврсто стоиме. Спаси не, Господе, одзови ни се, царе, кога те
повекуваме. Еве тоа беше псалмот 20, значи напишан од Давида, а вметнат во неговите книги, односно во псалмите Давидови. Одеме понатаму повторно со песна, почитувани гледачи. Ono vrijeme kad je tu na zemlji bio radosti i sreće, svoju ljubav dao je svakome, pa Isuse svoje zbog mene je lio. I na kraju život radi ljubavi dao je. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Znam da uskoro će Isus opet doći, zapjevat će mnogi, klicati u slavu Bogu svom, i sa njime tada želio bih poći, tamo gdje mi sprema svoj nebeski vječni dom. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, jer nam život brzo prolazi, prebrzo. Jedva čekam dan da pođem s njim, tamo gore gdje me čeka dom, da zauvijek gledam to lice njegovo. Da zauvijek gledam to lice njegovo. Еве не повторно назад во студио, почитувани гледачи, после ова убава песна на групата Путници. Еве продолжуваме со нашата емисија, следува рубриката Новости или вести од светот или од Македонија. Овутро вестите не доаѓаат од Самоа. Еве пред да ги прочитам и да ги изнесам, односно да го изнесам ова искуство, само да се запознаеме, Самоа е официјално независна држава, е островска држава во Тихиот океан. Се наоѓа во западниот дел на Самонските острови, во јужниот дел од Тихиот океан. Од 1900 до 1919 година се нарекувал Германска Самоа, а од 1947 до 1997 година како Западна Самоа. Двата најголеми острови во оваа држава се Сава и Уполу. Главен град на државата е Апија. Целата група на острови ја вклучува и американската Самоа. Очигледно во минатото ова
država bila kolonija na Amerika, na Германија и на други големи сили во светот. Еве уште неколку информации. Првите контакти на Самоа со европејците имало во 18-тиот век, кога од Холандија дошол човекот по име Јакоб Рогевен. Пристигнал на тоа острово во 1722 година. Ова посета била проследена од францускиот истражувач Луи Антоан де Бугенвил и ги именувал островите со името Навигаторски острови во 1768 година. Интересно, кога што германците исто така започнали истражување и интерес за тој дел од светот, потоа американците исто така покажале интерес, Британија покажала интерес, така да гледате сите тие големи сили во минатото ги поробувале по малите земји, по малите држави. Интересно е како христијанството се појавило на овој остров, тоа го забележала историјата. Еве денеска ќе ни раскаже свој искуство азијата, човек кој живе на тоа место, на тој остров, и неговата порака е: еве ме, прати ме мене. Подоцна ќе прочитам кога и адвентистите како црква успеале да влезат, да навлезат во таа земја и да го прошират евангелието за Исуса Христа. Азијата, татко на 3 возрастни деца и дедо на 3 внуци, не го знаел значењето на кратенката Адра. Кога дошол во канцеларијата на интервју за работа во Апија, главниот град на јужно-пацифичката островска држава Самоа. Меѓутоа, она што го знаел е дека е без работа и дека очајно му требаат пари за да го издржува семејството. За време на интервјуто, директорот на Адра го објаснил значењето за насловот, велејќи дека Адра сака да ангажира некого за да помага во локалната заедница, да се подготви за циклони и други природни катастрофи. На азијата му се допаднала идејата да помага не само на своето семејство, туку и на блиските, и да се подготвуваат ако дојде некое невреме. Силни налети на ветер ја погодуваат Самоа на неколку години подоцна, уништувајќи ги куќите на луѓето, патиштата, електричната мрежа, загрзувајќи ги животите. Иако неодамна се вратил од Австралија, каде што поминал известно време, тој имал длабоки корени во локалната заедница. Неговото семејство ја основало селската црква и тој бил член на црквениот одбор на неговата деноминација. Азијата се вработил во Адра. Значи, тоа е хуманитарна организација, адвентистичка добротворна организација која постои овде и во Македонија. Кога го повикале да започне со работа, се соочил со дилема. Директорката на Адра сакала тој да почне со работа истиот ден кога бил неговиот завршен испит, што ќе го квалификува да проповеда во својата црква. Тој навистина сакал да работи. Парите му требале, но сакал да го положи испитот. Тој го сакал Бога. Својот проблем и го објаснил на директорката на Адра. Таа одговорила дека се е во ред и дека може да почне со работа следниот понеделник. Азијата почувствувал големо олеснување. Тој ја ценел флексибилноста на директорката и низината почит кон неговата вера. Го положил лаичкиот пасторски испит и започнал со својата нова работа. Поминале неколку месеци и тој дознал дека христијанската адвентистичка црква ќе организира специјални состаноци во Самоа. Еден евангелист, мисионер ќе допатува од Австралија и ќе одржи серија предавања во главниот конгресен центар на островот. Овие предавања ќе се имитуваат во живо и ќе може да се следат од адвентистичките црквени Самоа. Азијата добил покана да присуствува на главниот настан во конгресниот центар. На предавањата ги повикали сопругата, двете возрастни деца, снаата и другите луѓе од неговото родно село. Тие седеле во првиот ред пред подиумот во текот на сите 14 вечери од овие мисионски предавања.
koga predavačot gi povekal prisutnite da stana tako saka da se krstat Azijata zajedno sa členovite na semejstvo ti rodninite stanal, pokažuvajki deka je podgotven da go primi Gospoda Isusa vo svoje to srce i da skluči zavet s onego so krštevanje so nurnuvanje vo voda. Tije bile krsteni poslednata sabota od evangelskite predavanja. Pominale 3 godini, a vo 2020. godina bila organizirana nova dvonedelna evangelska serija predavanja. Govornik bil predsedatelot na Adventističkata crkva vo Samoa. Pred sekoje predavanje se organiziral 15-minutin razgovor za zdravljeto. Tije zdravstveni prezentaciji gi držal samiot Azijata. To je zboroval za to kako zdravijot način na život može da go spreči diabetesot, široko rasprostraneta bolest, što dovedova mnogo žitelji na Samoa do amputacija na delovi od teloto. Azijata go pokanil celo to njegovo semejstvo, odnosno sosedstvo, na ovje predavanja. Sekoj den porabotno to vreme votekot na cite 14 večeri na programata doagel so svoj kamion i gi prevezoval sosedite do kongresnata sala. Po ova serija predavanja 600 dniv se krstile. Vo 2021. godina Adventističkata crkva je organizirala tretata serija na predavanja. Azijata povtorno gi povikal site od sosedstvoto. Po serijata 2 duši se krstile. Ne postoji posrećen čovjek na planetata od nego. Smeta toj Gospod me vodeše i mi ja otvori vratata da rastam duhovno preko Adra. Na Azijata posebno mu se dopage biblijski stih koji se nalazi vo Isaija 6. glava 8. stih. I go čuv glasot na Gospod koji reče kogo da ispratam i koji ke otide za nas. A ja rekov, eve mene, isprati mene. Evo to beše prekrasno iskustvo na Azijata za njegovo to obratuvanje kako go zapoznal Hrist. Evo nekoliko informaciji ušte za ova ostrovska zemlja. Misionskata prikazna gi ilustrira stavovite na hristijanskata adventistička crkva preko projektog Jaske odam zborova za celite na duhovni otrast. I ovdje se upišani svi ti projekti koji se slučile i se slučuvat v ova ostrovska zemlja. Vo vodite okolo Samoa može da se vidat kitovi, delfini i morski prasenja. Na kopno može da se vidat 82 vidovi ptici, među koji 7 vida se zagrozini. Evo interesno iskustvo, se zapoznavme i so ova ostrovska država koja se nalazi daleko od nas vodite na Tihi okean. Takvi iskustva ima mnogo i nije vo svekoj emisije, vi prenesuvame po jedno počtovani reči. Produžujeme povtorno so pesna, odnosno preda bide puštena pesanta, sakam uštenaš da gi pozdravam svi onije koji v međuvreme se vključivte i v živo sledite našta programa. Interesno je me gledaće duri od Ukrajine, iako tamo se vodi vojna, no sepak ima i delovi, gradovi, znači provinciji koji se mirni, kaj što nema vojna, tamo imame golema grupa na adventisti, nekade preko 40.000 adventisti imame v Ukrajina koji go slavat Gospoda. Odime svega su pesna. Blizu da si sobom.
Продължуваме со нашата програма, почнемо гледајќи следува рубриката интервју или пренесено интервју. Токму денеска ние ќе имаме едно пренесено интервју кој ќе го прочитаме во женскиот магазин. Всушност, станува збор за интервју кој го дале Маја Велковска, нутриционист од Квадарци, која во минатите емисии во нашата програма исто така учествуваше со разни совети од полето на здравјето, па јас ќе ви пренесам неколку интересни работи кои се кажани во ова интервју. Значи, се поставени неколку прашања, а Маја одговара. Верувам дека ќе биде интересно и корисно за сите нас да ги слушнеме овие совети на полето на здравјето. Значи, тој интервју е водено помеѓу репортерот на овој женски магазин, односно магазин, како што рековме, кој е електронски, и еве јас ќе ви пренесам неколку интересни заклучоци. Колково е влијанието на балансираната исхрана врз општата психофизичка состојба? Зошто е потребно да имаме една избалансирана исхрана? И еве што Маја одговара. Здравата и избалансирана исхрана има големо влијание врз целокупното наше здравје, како физичко, така и ментално. Што е веќе докажано и покажано со многобројни студии. Балансираната исхрана ни е потребна за да можеме преку неа да ги внесеме сите макро и микронутриненти кои што му се потребни на нашето тело, затоа да функционира оптимално и да не страда од одредени нутритивни дефицити, а секогаш кога телото се соочува со некој дефицит, тоа страда и одредени нешта не може да се одвиваат онака како што треба да се одвиваат. Второто прашање е како да се дојде до балансиран живот и што тоа значи. За мене тоа значи да се биде умерен во се што влие позитивно на нашето здравје и да се избегнува се што влие негативно на нашето здравје. Сметам дека начинот на кој може да се дојде до тоа е различито за секого, прилагоден на неговиот начин на живот и активности во текот на денот. Но еве нешто што е возможно за сите. Секој да се обиде да си воведе барем една одржлива и здрава навика во исхраната или во начинот на живот кој што ќе ја практикува редовно. Која е разликата меѓу диетите наменити за слабење и здравата исхрана? Што се добива со едното, а што со другото? Диетите наменити за слабење се фокусираат само на калорискот внес, тоест на калориската рестрикција, додека здравата исхрана се фокусира на тоа да се внесат квалитетни калории, тоест калории кои доаѓаат со доста корисни нутриенти. Класичните диети за слабење кои не стават акцент на здрави намерници се рецепт за како да се дојде до макро и микронутритивни дефицити ако се практикуваат подолго време. Со здравата и избалансираната исхрана добивате не само постепено постигнување на нормална телесна маса, туку позитивно влијание и на вашето здравје. Се чувствувате подобро, поенергично и телото не гладува за храна. Уште едно прашање, за која храна може да се каже дека е задолжителна или неопходна за секојдневно да се консумира? Свежи овошја и зеленчуци, нерафинирани житарки, извори на здрави масти кои може да се најдат во разни семиња, јатки како нерафинирани масла, потоа протеини кои може да бидат подеднакво и од растително и од животинско потекло. И на крај, многу поважно, извори на пробиотици. Нив ги примеме преку ферментирани растителни производи и ферментирани млечни производи, како што е јогуртот Баланс Плюс, со чие што консумирање се снабдуваме и со пробиотици и со пребиотици. Едните се така наречени добри бактерии, а другите пребиотици се храна за првите на тој начин да се потекнуваат, односно да се создадат и добрите бактерии на организмот. И еве уште последно прашање, каков треба да биде соодносот на внесувањето протеини и јаглени хидрати и масти? Како овие состојки влијат врз организмот и што треба да се внесува повеќе, а што помалку? И еве го последниот одговор.
За здрава популација се уште важат препораките дека 45 до 65% од калориите треба да доаѓаат од јаглехидрати, а 20 до 35% од калориите треба да доаѓаат од масти и од 10 до 35% треба да доаѓаат од протеини. Секој макронутриент си има своја функција. Јаглехидратите во главно служат како брз извор на енергија, масите се складична форма на енергијата, а се составен дел од клетките. Од некои хормони и други соединенија ја помагаат абсорбцијацијата на некои витамини. Протеини се градбени единици на нашите клетки и ткива. Учествуваат со регенерација на оштетените делови од телото, дел се и од антителата на имуниот систем и така натаму. Сите нутриенти се подеднако важни, бидејќи едното не може да го замени другото и за оптимална функција на телото потребно да се внесува се во доволни и соодветни количини. Еве тоа беше интервјуто кој го пренесовме на Маја Велковска, нутриционист за електронското списание Женски магазин. Верам дека овие совети беа корисни и полезни за нашето тело, за нашиот живот. Одиме сега повторно со песна. Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, ozdravi dušu moju, reci jednu riječ, oslobodi me. Samo reci riječ, obnovi moju vjeru, reci jednu riječ da vjerom taknem te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli srce moje, reci jednu riječ da procvjeta. Samo reci riječ, otvori moje oči, reci jednu riječ da progledam. Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Samo reci riječ, iscijeli moje boli, reci jednu riječ da zapjevam. Samo reci riječ, obnovi moju ljubav, reci jednu riječ, ja ljubim te. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me. Dođi Isuse, pogledaj me, čuj moju molitvu, usliši me.
Евене повторно во студио, почитувани гледачи, вие следите утринската програма на Радио Гласно надежда. Емисија која се емитува секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Следува рубриката кратка духовна тема, пораки од Библијата. Продолжуваме и денеска да зборуваме за истрајноста која се исплатува. Денешниот поднаслов е кога треба да се копа подлабоко. Едно момче заработило поголем джепарлак занимавајќи се со уредување на тревници. Таткото на ово момче сакал да ја запознае деловната метода на својот син. Зошто чекаш луѓето да почнат да косат, па дури тогаш ги прашуваш дали сака да им ја косиш ти тревата? Момчето веќе одговорило: научив да не се борам премногу, одговорил синот. Поголемиот дел од моите работи ги добив од луѓето што самите ја почнале таа работа, но кога отприлика ќе се најдат на половина пат, подготвени се да остапат. Значи, многу луѓе поставуваат цел, да косат, треба се умараат и тогаш бараат помош. Мигот кога работата се чини најтешко, обично настапува тогаш кога успехот е најблизу. Може би сте читале за богатите наоѓалишта на дијаманти што постоеле пред 100 години. Надевајќи се дека бргу ќе се збогатат, мнозина доаѓале на во тие краишта да ја испробат својата среќа. Своите парцели ги обележувале со колци и почнувале да копаат. Мнозина од нив што дошле порано наеднаш станале мощни богати. Од почетокот копањето било лесно било да се пронедат скапоцени камења, но по извесно време поголемиот дел од овие површински слоеви биле потполно искористени. Под овој слој се наоѓала тешка, мокра иловица што им пречинувало тешко да луѓето продолжи да копат, зашто многу копале, ја фрлеле земјата лево или десно и се помалку имало златници или тие племените метали во почвата. Малку имало такви кои се обидувале да го пробијат овој навидом непробоен слој. Едно по друго, луѓето ги напуштале своите полиња и ефтино му ги продавале на оној кој според нивното мислење бил неискусен во таа работа, па решавал да го купи. Набрзо се проширила веста дека дијамантските полиња се исцрпени. Бернет Бернато имал малечка работилница во близината на дијамантските полиња. Прилично досна решил да купи една парцела на која порано биле пронајдени скапоценности. Работата во Дукинот значително паднала затоа што луѓето се пакувале да ги напуштат полињата. Решил да купи малку земја што се распродавала мощно ефтино. Еден ден додека се обидувал да ја копа тврдата иловица, почувствувал дека некој го посматра. Тоа бил странец што дошол од Англија со надеж дека во потоплите подрече ќе си го подобри здравјето. Странецот веќе 2 дена го посматрал Барнет зафатен со истражувачката работа. Набрзо и тој купил малку земја и почнал да работи. Така Барнет и Барнато и Сесил Родес станале собственици на најбогатите наоѓалишта на дијаманти во светот. Ги здружиле силите и основале предпријатие што и денеска работи. Во говорот пред студентите, еден универзитетски ректор искуството на овие двајца луѓе концизно го изнел на следниот начин. Кога копањето станува потешко, луѓето едноставно бараат причина да го напуштат. Меѓутоа, токму тоа е време кога мудриот човек почнува да копа многу поревносно и со поголема сила од кога и да е порано. Гледате, почитувани, овие двајца се здружиле, купиле делови од тие ниви, а претходно многу луѓе копали, скоро дошле до богатството, до дијамантите, но се умориле. Значи, веќе биле при крај да го пронедат, но се уморили, се вратиле назад. Овие двајца го купиле и станале најголеми богаташи на тоа рудно богатство на дијамантите. Затоа да не се откажуваме кога ќе поставиме цел, додиме до крај. Еден инженер кој сакал да каже дека секоја работа што ја прифаќаме треба да ја работиме добро, посетил едена душевна болница. Да го послушаме сега ова интересно искуство. Одејќи низ болесничкиот круг дошол до еден болен кој со пила сечел парче дрво.
go posmatral naokolo nekoliko minuti i zaključil deka bolniot vopšto ne napredova. Koga pristapil poblizu, otkril deka čovjek koristi pila so zapsite svrteni naopako. Zašto pila te držite taka, prašal inženerot. To je prosto, se nasmevnal bolniot. Se obidov i poinaku, no vaka svrtena so zapsite nagore, pilata odi mnogo polesno. Vjerom, ja shvatite poragata. Koga zapsite se nadoli, koga nije bičeme ili stružime, to odi poteško, ne lesno da se seće drva su pila. No to je svrtil. Ete bil bolen čovjek u duševna bolnici, je svrtil pilata i mnogo lesno. Ta se dvižela, no vopšto to ne napredoval, vopšto nego sečil drvoto. Rekata na svoj patkon okeanu cekoga žbira pat na koji ne idova na najmalečki otpor. Porodi toa pravi bezbrojni krivini i so toa vistinskata dalečnost ja pravi mnogo pogolema. Slično pominuva citonije što se obiduva da pronadat naljesem pat niz životnite dolžnosti, zašto na kraj sepak pronagat podolg i potežok pad. Međutim, sesreden napor može da se pronajde pad duri i niz negolemite teškoti. Zato, počtovani prijatelji, da bideme uporni, da ne se odkažuvame od našta cel, ki ima prečki, ki ima problemi, no kovak je stasame do kraja, toga se doživa posebna radost. Evo to beše našava denešna utrinska kratka poraka istrajnosta se isplatova. Odeme sega da slušneme uštedna pesna potoke, odeme poleka i da se odjavime od našata denešna emisija. Znaeše, draga Marija, tvoj oc sine car, da li znaeše, to a tvoje čedo nosi spas za nas, to što život dobio od tebe život ti dari. Sinoć što go rodi može bura da smiri, da li znaeše, draga Marija, po voda tojke odi, da li znaeše, deka čeko relka i angeli što odat, koga dete to ti zaspiva, vo pregratki te tvoj, lice to što ti go baknuvaš, lice to Božjo. Da li znaeše, da li znaeše, slepi gleda, gluvi sluša, mrtvi oživuvat. So jeden zbor toj lekuva i smrt pobedova. Da li znaeše, draga Marija, sozdatelje nase, da li znaeše, draga Marija, deka žrtvenoje jagne, da li znaeše, deka tvoj od sin narodke vodi, deka to malo dete je veliki od Jasu. Jasu.
Во рубриката Нови книги, ова утро, почитувани гледачи, сакам да ви ја покажам, да ви ја рекламирам книгата Современиот човек и Библијата. Прекрасна книга која дава одговор на многу прашања дали денешниот современ човек може да верува во Библијата, во Светото писмо. Доколку сакате да имате, цената е многу мала, значи популарна цена, пишете ни во нашата редакција, ние ќе ве испратиме по пошта. Дали современиот човек може да верува во Бога. Еве само неколку, може да кажем, да прочитам неколку точки од содржината, неколку глави. Потекло и целта на човекот, од каде човекот потекнува. Потоа се зборува за најголемата личност, за Исус Христос од Назарет, 10 Божи заповеди, Исус пак ќе дојде, времето и знаците, споменик на создавањето, за смртта, за култизмот, светот на пресвртница, последниот Божи повик на луѓето, судбоносна одлука, небото те чека и тебе. Така да овде ќе добиете многу одговор на многу прашања. Книгата е на македонски јазик, издадена од издавачката куќа Знаци на времето од Скопје. А вие кои сакате да ја изучувате Библијата по дописен пат, почитувани пријатели, еве ви нудиме прекрасна можност, дописна библиска школа, библијата зборува.мк. Тоа е, значи, електронски, може да влезете во дописна библиска школа на вашата, на овој вебсайт, сега ќе видиме рекламата и таму има интересни подрачја кои вас ви интересираат, може да се вклучите, да проучувате, да одговарате на прашања и на крајот ќе добиете една убава диплома, но дипломата не е толку важна колку што знаењето ќе го стекнете преку ова дописна библиска школа на македонски јазик. Да ја видиме сега рекламата. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма. Полека дојдовме до крајот на оваа наша утинска програма. Почитувани гледачи, ми преостанува да ви се заблагодарам за вашето внимание, што и денеска не следевте. Така да имајте благословен и успешен понеделнички ден. Седмицата ја веќе започнавме работна. Ви закажувам нова средба, ново видување на истата ова фреквенција на Facebook страната на Радио Гласна надежта во петок во исто време со почеток во 9 часот. А до тогаш останете со здравје, бидете благословени и се гледаме повторно ако Господ даде живот и здравје. Пријатно. Почитувани пријатели, ви покануваме да ја следите нашата нова утринска емисија под наслов Добро утро на Радио Гласна надежта. Секој понеделник и петок со почеток во 9 часот. Емисијата ќе изобилува со нови содржини и прилози. Програмата ќе се емитува во живо од студиото, а ќе се емитува на Facebook страната на Радио Гласна надежта. Се гледаме.